Да се прогласи елементарна непогода за житните култури бара Асоцијацијата на земјоделци. Иницијативата доставена до Министерството доаѓа по катастрофалните приноси од жнејаник и јачменот, намалени дури за 70%, а и очекуваните околу 50% послаби приноси кај пченицата. Како што се направи проценка на штетите од градот, поплавите, бараме комисиите да ја утврдат штетата од сушата и кај житариците, владата да ги обештети и земјоделците со 30.000 денари по хектар, бараат од Асоцијацијата на земјоделци. Сите земјоделци кои ќе пријат своите штети, дека не можат да жнеат и дека сите кои имат пријавени субвенции и кои ја преминувале добрата земјоделска пракса, а немаат никакви резултати, ние предлагаме обештетувањето да биде од 30.000 денари, затоа што тоа е висината на основните трошкови. За намалување на последиците од сушата и покривање на трошоците на производство, а со цел да им се помогне на земјоделците во оваа за нив изгубена реколта, од Асоцијацијата бараат и други олеснувања за земјоделците. Сите што имаат земја под концесија, да не ја плаќаат концесијата, да не плаќаат воден допринос, да бидат ослободени. Затоа едноставно не можат да ги платат, немаат жетва, немаат приноси, немаат никакви приходи за да можат да се ги намерат оврските. Поради лошата година за житните култури, Асоцијацијата бара и владата да биде посредник, односно медијатор меѓу банките и земјоделците кои земеле кредити, а тоа значи поради тоа што нема да имаат добивка една година да бидат ослободени од плаќањето на ратите и провизијата за кредитите земени за нова земјоделска механизација.